Почитувани, добар ден, добро вечер, како сакате. Почнуваме со За или против, вашиот добро познат политички магазин на телевизија Алфа. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска и со мојот гостин Петар Богоевски, председател на политичката партија Македонски концепт. Добре дојдовте во телевизија Алфа. Ќе зборуваме... Благодарам на покана. Така, ќе зборуваме за многу политички теми кои што се случуваат изминатиот период во државата. Поминавме еден значаен голем празник за државата. Вие сте по потекло од Крушево, бевте таму и за празникот ќе позборуваме и каков празник имавме, каков празник поминавме, но она што изминатиот период беше и се уште е во фокусот е изјавата, па и оној потек на министерот за надворешни работи Бујар Османи, цртајки ни ги на таблата, цртајки ни ја, представувајќи ја преговарачката рамка и што тоа значи за Македонија. Насловот на оваа емисија ја поставив каква иднина ни нацрта Бујар Османи на таблата, европска или погубна. Османи црташе на училишна табла од Министерството, па сподели едно такво видео, тоа имавме можност да го видиме сите, но вели дека освен бугарите во Уставот нема друга пречка во преговарачката рамка со Европската Унија. Можеме ли да му веруваме на Бујар Османи? Прво, би сакал да истакнам став мој личен и на нашата партија, Македонски концепт, дека Бујар Османи не е наш министер за надворешни работи. Тој човек ниту направи нешто позитивно за Македонија последниве 2 години, и па и повеќе години, пошто беше претходни министер за здравство. Да. Ниту пак направи нешто за подобрување на односите со соседите, подобрување на меѓународната позиција на Македонија, ниту за релаксирање на внатреетничките односи во земјава. Без разлика дали за било кој македонски граѓани, без разлика на која етничка припадност, Бујар Османи не направи ништо. Согласно тоа, тој не е наш министер. Во поглед на неговиот обид да го глуми или да биде председателот Вучич по Алиекспрес, го разбирам како обид да ни нацрта, како наслепци. Што тоа значи преговарачка рамка на ЕУ? Меѓутоа, недолично за еден министер, тој употреби гостиварски фори, кои поминуваат можеби кај него на село, но не поминуваат кај нас. Такво цртање безобразно на безобразни лаги е крајно вугарен обид за манипулација на македонската јавност, што доколку граѓаните ни дадат доверба за влез на македонски концепт во парламент, ние ќе останеме на нашата заложба од 2020 година, а тоа е кривична одговорност за политичка манипулација и лага. Лажни ветувања за граѓаните, но и обид за ваква манипулација, која еден политичар безочно ги лажи граѓаните, значи дека мора да сноси одговорност, а не само помине онака лагата. Што манипулираше, што лажеше Османи? Прво, лаже за преговарачката рамка со Европската Унија. Тоа е во суштина францускиот предлог. Зошто ние лани го поминавме летото протестирајќи по скопските улици, за жал само во скопските, немавме сила да го прошириме тоа низ цела Македонија. Ја бенигно повикував да се кренат и Прилепчани, и Штипјани, и Битолчани, и Охриѓани, и Кавадарчани, и Кубановци, и сите во Македонија, Велешани. Добро, ќе позборуваме подоцна зошто таква инертност кај граѓаните. Никој не се крена на протест, но Скопе имаше значителни протести. Протестите беа токму за тоа. Протестите беа бидејќи со францускиот предлог сите бугарски барања, дури и мечти од минатото, најмрсни бугарски барања, од времето на Сан Стефанска Бугарија, од најмрачните руски соништа за создавање на голема Бугарија на Балканот. Сите тие нивни желби преку францускиот предлог влегува во преговарачката рамка со Македонија. И се лажеме, и ќе го лажеме и нашиот народ, ако не кажеме дека во ваква преговарачка рамка ние не можеме да ги завршиме преговорите со ЕУ и да се интегрираме во ЕУ без да ги исполниме сите тие бугарски желби. Што значи дека Добро, никогаш... што е спорно? Каде значи според вас е никогаш... спинот кој Османи сака да го представи како победа? Спинот е на тоа дека Османи
се обидува да представи дека тоа што сме го земале како обврска кон Бугарија, кон таа преговарачка рамка, е де факто обврска, но де јуре не е, односно дека тоа влегува во некој неформален дел на услови кон Европската Унија, а во формалниот дел на услови, кај што се кластерите и поглавијата за преговори, таму тоа не е така. Значи, тоа не е вистина. Зошто? Бидејќи Бугарија има право да оспорува секој од нашиот напредок во официјалниот дел каде што се понесуваат тие извештаи за напредок на земјата во преговорите и каде што се констатира отварање или затварање на некој кластер или поглави. Таму Бугарија секаде може да не блокира. Тоа значи дека Бугарија, која ќе осети дека не се исполнува, да речеме, обврската по протоколот број 2 со Бугарија, а тоа е да прифатиме историска лага дека сме Бугарија. Бугарија ќе ни стави вето, односно никогаш нема да го затвориме кластерот број 1, кој го најави Европската Унија, во кој влегуваат тие човекови права, слободи, владење на правото и сето тоа што спаѓа во таа област. Но Бујар Османи вели дека тоа нема да биде ништо написмено, нели? Не, ќе биде баш написмено. И Бугарија тоа треба да го изгласа. Треба да го верификува. А за да го затвориме тој кластер и да продолжиме понатаму, треба Бугарија тоа да го верификува. Тоа Бугарија никогаш нема да го направи додека не се исполнат нејзините желби, а тоа е тоа што влезе во преговарачка рамка, тоа е договорот од Рососо со Бугарија, кој не е толку проблематичен колку што се проблематични двата протоколи, едниот подпишан од поранешниот министер Димитров Никола, а вториот од Османи Бујар. И тие два протоколи се де факто започнување на реализација на бугарските Сан-Стефански соништа. Значи, ние дојдовме во ситуација кога руски сон Сан-Стефанска Бугарија, сега ЕУ бара да го исполниме. Нели малце тоа оксиморонски и смешно. Нели е неприфатливо за една Европска Унија? Меѓутоа, Бујар Османи сака да представи во јавноста дека тие протоколи се беззначајни. Мене ми е јасно што га Бујар Османи да представи. Јас ви кажувам... Се ли беззначајни? И се постава прашањето, ако се беззначајни, тогаш, па зошто воопшто постојат? Така? Не, тие се многу значајни. И бугарските политичари барем се отворени и искрени и кажуваат дека промената на уставот на Македонија и внес на бугари во него е само прва фаза кон спроведување на нивната стратегија во Македонија и она што следува. А тоа е и имплементација на обврските преземени со тие два протоколи. Во тие обврски ние или ќе прифатиме најгнасните соништа на Божидар Димитров и на комунистичкиот советски диктатор Тодор Живков, или ние нема да влеземе во Европска Унија. И сега гледајте во каква оксиморонска ситуација сме ставени во проширење на Европската Унија. Сега дојдовме со ништата на СССР, на Тодор Живков и на Божидар Димитров, на тие руски подизедувачи, сега бара Европска Унија да ги исполниме. Тоа е надвор од умот за самата Европска Унија. Јас, и како политички лидер, и како граѓанин, но и партијата која водам, е ЕУ фундаменталистичка. Ние инсистираме на европските фундаментални вредности кои се наведени во договорот за основање на Европската Унија. Се ова што се бара сега од нас да го направиме со преговарачката рамка е спротивно на договорот за основање на Европската Унија. И ние како ЕУ фундаменталисти не можеме да го прифатиме, бидејќи тоа ги навредува нашиот интегритет како проевропјани. Затоа, за нашата партија има една опција, а тоа е поништување на францускиот предлог. На истиот начин како што на времето... Дали реално е можно такво нешто? Како. На истиот начин како што на времето беше поништена Лисабонската декларација. ЕУ донесе 92 година, баш во период на јуни-јули, една декларација со која не уцени дека ако сакате било какво признавање на вашата нова држава, треба да избришите се македонско од неа. Од името Македонија, од македонски јазик, македонци, така натака. Таа декларација беше отфрлена од македонскиот парламент, ама тогаш имаше вистински мажи во парламентот, за разлика од денес, и таа декларација исчезна. Европска Унија, како ќе ја донесе, така ја поплука и избриша.
па ни дадоа подостоинствен предлог. И исто сега, францускиот предлог е прифатен со 61 пратеник во македонскиот парламент. Што македонски концепт влезе во парламент, ние ќе го уцениме нашето учество во владата и било каква поддршка на формирање на било каква влада во Македонија со прво гласање за укинување на францускиот предлог и барање кон Европската унија за промена преговарачката рамка, па после конституирање на нова македонска влада. Тоа значи дека ни е потребна коалиција само од 61 пратеник. Францускиот предлог го отфрламе, преговарачката рамка станува ништовна, Европска унија мора да го продолжи процесот на преговори со Македонија, на тој начин ќе отвориме нова преговарачка рамка. Во меѓувреме. Но имаме ли толку време, ме разбирате, вие се уште не сте во собранието. Не, ние не сме. Може, ако македонските граѓани дали ќе отидат работите предалеку, може би во меѓувреме. Ако македонските граѓани одлучат да влеземе во собрание, ќе биде вака. Ако одлучат да стоиме надвор, може ќе биде поинаку. Дали во меѓувреме ќе отидат работите предалеку, тоа зависи од другите политички партии. Ние даваме поддршка на максимата бугари во устав никогаш, па ниту тогаш. Ние даваме на таа опција поддршка. И тоа го аргументираме со аргументи зошто така, дополнително со идеолошка припадност на македонски концепт. Ние сме за граѓанска држава, за граѓански устав и за нас дополнително товарење на и онак оптеретен ваков етнички чудно национален устав кој имаме денес, не ни треба. Значи, ние имаме идеолошки судир со нашата партија со францускиот предлог. И ние тоа не можеме да го имплементираме. Може ли за нашите гледачи да објасниме што стои во членот 5, затоа што постојано тој член се зборува и Османи посочува дека во општиот дел вели нема ниту писмен извештај, ниту гласање ќе има во Европската унија за тој процес. Не. Значи, ние отвараме кластери за преговори со Европска унија. Така. Во чиј состав се старите поглавја. Не сум сигурна дека на граѓаните им е комплетно јасно, па сакам да им објаснам. Она што е различно од претходно е реверзабилен процес кој го воведе Франција, а тоа е дека и да затвориме некој кластер, да речеме на човекови права, доколку некоја земја членка на ЕУ смета дека во меѓувреме сме се влошиле во состојбата, може да ни го реотворат истиот тој кластер и повторно да разговараме за истото и да се подобриме. Може има некои услови таму со процент на земји членки на ЕУ кои може да стават вето на некој кластер или да го трнат тоа вето и така натака, но сето тоа се техникалии. Суштината е дека Бугарија е Добро, но Бугарија може да го направи тоа. Од ова што вие го кажувате, значи, може да го направи по патот, тоа неизмерно број пати, така? Че она е во земја членка во полноправно членство на ЕУ, со полно право на вето. Без разлика тоа што на нас сега ни се подготвува во ЕУ нечесно членство во Унијата, односно проширување на ЕУ за сиромаси, во наводницува кажано, малце и хумористично, бидејќи се планира да не примат во членство во ЕУ, но без право на вето. Значи се бара некое хибридно членство во ЕУ за земјите од Западен Балкан или Југоисточна Европа. Тоа значи дека на нас не се нуди не баш полноправно членство во ЕУ, она што го добија Бугарија и Романија последно. Но Бугарија тоа го има, тоа право на вето. На крајот на кричата Бугарија треба да го верификува нашето членство во ЕУ во нивното национално собрание. Значи да ги затвориме, хипотетички сега говорам, да ги затвориме и сите преговори со Европска унија, сите кластери. Во моментот кога треба да влеземе во ЕУ, ние треба повторно да го отвориме нашиот устав, да пренесеме дел од нашиот суверенитет на Унијата, а ЕУ треба тоа да го верификува во сите земји членки на Унијата. Че Бугарија и последно може да рече не. Као што Франција на времето два пати кажава на Британија не. Значи Британија завршувала преговори комплетно за влез во ЕУ, Франција два пати вика не. Нема да влезете. Мислам 62 и 69 година. Да не се лажам. Тоа значи дека ние со бугарите мораме да постигнеме нов договор. Овој договор е раскинат. Кој го подпише Борисов со Заев. Го раскинаа бугарите со нивната рамкова позиција и со нивното вето. Само нема храброст во македонската страна никој тоа да го констатира.
Ние доколку имаме влијание во институциите, влеземе како партија да управуваме институции, ние тоа само ќе го констатираме, немаше да го раскинуваме тој договор, тој е раскинат. Бугарите согласно одредбите на договорот едностранно ни го раскинаа. Тој договор веќе е неважички. На нас ни треба договор за трајно пријателство со Бугарија. Видете, сега колку и да е горшливо. Договорот е неважички, меѓутоа таму почна се. Да, меѓутоа колку и да е горшливо. Зборувам според вас е неважички, да. Граѓаните немаат обврска да голтаат ништо. Но ние политичарите имаме обврска во име на граѓаните понекогаш да голтаме и горчини и да седниме да разговараме со бугарите за нешто за кое не ни се зборува, но наша обврска е да го отвориме патот за нашата држава да интегрираме во ЕУ. На нас ни е потребно нешто налик на преспа. Конечен договор со Бугарија. Не договор што може да се развлекува и кој остава понатамошни опашки. Него договор со кој? После подпишувањето тој договор, ние сме наредниот ден влезени во ЕУ. Од кој не може Бугарија да се речи не ние сега. Па добро, ама после договорот од Преспа ние не влеговме во ЕУ, така што ние не влеговме во ЕУ, бидејќи Димитров и Заев лажеа дека интеграцијата во ЕУ ја конектираа со Преспа. Они делумно ја дисконектираа, напротив, они направија страшна жртва, го дадоа името Македонија за ништо. Но беше јасно дека со Преспа наредниот ден влегуваме во НАТО. Ние треба да доведеме ситуацијата така во Македонија, да ние ги завршиме сите преговори со ЕУ и сите земји членки на ЕУ да констатираат дека ние сме де факто членка на ЕУ, само де јуре верификација на членството треба да зависи по затварање на некаков историски договор за пријателство, добрососедство со Бугарија. Ние не можеме... Добро, но патот не ни е таков и... Не можеме да направиме патот таков. Бидејќи ние не можеме да се согласувате дека тој договор со Бугарија па може би повеќе направи непријателство меѓу двата народи, отколку да видиме да донесе некои придобивки за држава. Тој договор го покажа вистинското лице на бугарите. Они тврдеа дека ќе почнеме да работиме на пријателство, добија широка поддршка и во Македонија, ајде да градиме пријателство, но се покажа дека никогаш не била македонската страна виновна за тоа непријателство. Туку секогаш измеќарска Бугарија, по задачи од Москва, била таа која шири непријателство кон Македонија и македонците, а не обратно. Ние секогаш сме имале комплекс дека, ние ги мразиме бугарите. Не е точно. Ние не сме мразеле никого, ниту бугарите. Него Бугарија е таа која продуцира, е катализатор на македонско-бугарско непријателство и омраза. И тоа го покажа веднаш после подпишувањето договорот. Една година преку сила. И затоа викам, они се го покажа вистинското лице и се тоа лице го знае цел свет. Сега ние треба да најдеме лек за тоа. Тоа значи што е лекот сега? Ние викаме вашата партија сме прогресивни патриоти. Не е патриотизам само да го закочиме процесот, да објавиме војна на Бугарија во наводници, политичка војна, и тука завршува се. Него прогресивизмот е да најдеме решение, патриотско, достоинствено решение, со ќе се запази достоинството и на македонската држава и на македонскиот народ, а од друга страна ќе се затвори проблемот со Бугарија. Добивам впечаток од ова што го говорите, дека токму тоа се случува во Бугарија, затоа што и таму постојат политички партии од едната и од другата страна. Меѓутоа, кога ќе се спомне Македонија и кога ќе се споменат проблемите со Македонија, има тотално единство. Во Македонија не е тоа така. Дали ќе се согласите со мене дека и вчерашната изјава на Бујар Османи во гостување на Чинам Насител беше, вели дека пропагандата против уставни измени, според него, е пуштана на најако, без аргументи и без никаква суштинска дебата, и ве обвинува вас, политичарите, дека граѓаните се злоупотребуваат на емоции со цел политички партии да профитираат, што според него не е честно. Зошто ваков однос во Македонија за разлика од тоа што се случува во Бугарија и таму има спротивставени ставови? Малку е трагично, момче што доаѓа од партија кои се докажани политички профитери и бандити, да зборува за политичко профитерство, пример на мојата партија и лично на мене. Јас му реплицирав... Добро, но вие сте гласни. Јас му реплицирав... Не посочи тој вас, меѓутоа, вие сте гласни во однос на овие проблематики. Јас му реплицирав два пати на него околу аргументите.
клучниот аргумент кој они го користеа до мојата репликација беше тоа дека ќе внесеме и бугари во устав и на тој начин ќе ги поделиме македонците и бугарите на два различни народи во самиот устав, што значи дека еве имаме доказ дека македонците не се бугари. Не, тоа не е така. Зошто? Бидејќи во терминологијата на поимање, во поимањето на термините народ, според македонскиот устав е етнос или демос, не е нација. А според бугарскиот устав е нација. Тоа значи дека кога ние ќе ги внесеме бугарите во Македонија, тие ги внесуваме како дел од бугарската нација. Бидејќи во Бугарија нема народ. Не постои бугарски етнос. Постои современа бугарска нација, создадена под палката на Москва, а етнос има еден куп. Македонци, турци, роми се најбројни, трите, но има и помаци, има и остарите бугари, татари, има и срби, се веќе не ги признаваат ниту србите гледам во Бугарија, има и власи, имаше на времето и грци, веќе се иселени. Значи, тие сите етноси ја создаваат бугарската нација. Ако со ваков бугарски устав, на поимање на терминот бугарин, ние ги внесеме во македонскиот устав, тоа значи дека де факто и де јуре, ние сите македонци со бугарско државјанство, бугарски пасош, ги признаваме дека се дел од бугарската нација, бугарскиот народ, односно дека се бугари. Тоа значи дека си пукаме во глава, самите во Македонија. Тие тврдат дека се 120, некој 148, зависи кој како сака, зависи кој каков пропагандист е бугарски. По моите информации се околу 48.000 бугарски пасоши на македонски граѓани, од кои 14.800 се на албанци, етнички. Има и на турци, има и на торбеши, има и на други етнички заедници. Торбешите не се етничка заедница, они се македонци. Но сега кажеме дека ги има на сите македонски граѓани. Тоа значи дека ние, дали се 48.000, дали се 148, не е битно. Ние сите нив ги претвораме на сила бугари. Тоа е аргументот со кој јас го побивам аргументот на Бујар и на Артанче Груби, кој тврдеа дека тоа е добро за македонците. Отоаш не одговорија и се замолчија со тоа. Другиот аргумент за брза интеграција во Македонија, за брза интеграција во ЕУ не е точен. Дека ние сега или крај на светот. Не е Па точно. не, вчера Бујар Османи кажа дека реалниот рок за уставни измени е со крајот на мандатот на овој парламент. Одеднаш се смени реториката. Значи ако беше сега до 18 Тоа се гостиварски август, фори. сега е веќе до крај на мандатот на овој парламентарен состав. Тоа се гостиварски фори на момчињето Дали Ахмети. Тоа врска нема со реалноста. На нас ни треба чесен влез во Европска унија. Францускиот превод е пречка за влезење во ЕУ. Зошто? Бидејќи францускиот превод и ги подига внатре во Македонија етничките антагонизми, но и надворешно не уценува да прифатиме нешто што е спротивно на вредностите на Европската унија. И спротивно на декларациите, меѓународни норми кои се прифатени и од Македонија, од Бугарија и од најголем дел земјите членки на ЕУ. Францускиот превод мора да биде трнат на маса, тоа е главна пречка. Но, ние дополнително ќе направиме нецелисходна, неупотреблива преговарачката рамка со ЕУ, доколку донесеме граѓански устав во Македонија. На тој начин нема да има потреба да внесуваме бугари во устав. Бидејќи ние ќе направиме ист устав како бугарскиот, како грчкиот, како францускиот. Ние нема потреба да внесуваме, да исполнуваме таа рамка. Бидејќи ние ќе направиме устав со кој веќе сме завршили таа рамка. Што ќе има во преамбулата на тој устав? Не објавивме ние во целост преамбулата. Во преамбулата може да ја споделите некој што го сакате на вашата телевизија, пошто е долга. Ја споделивме еднаш во вестите, да. Можам да ја цитирам делумно, не да нападам целосно, пошто малку новотехнички е комплициран, ради што станува збор за голем историски период на нашата татковина. Преамбулата суверенитетот го црпи од сите македонски граѓани. Зошто инсистираме на македонски граѓани? Бидејќи не може да бидеме северџани. Сите нарекуваат северно македонци, тоа не може. Сите сме македонски граѓани, тоа треба да биде начисто со сите светски лидери и локални политичари, кои имаме суверени граѓански права
индивидуални права како поединци се истакнати во нашата преамбула. При тоа, сите се поклонуваме на историската борба и континуитет за државност на македонскиот народ и се наведуваат сите клучни елементи на државноста на Македонија, од македонското востание, па преку епопејата на предилинденски и илинден периодот, до вкупната документација на АСНОМ, некако Зоран Заев што ја избрише по бугарски натиск, избрише скоро 90% документите на АСНОМ, значи вкупната архива на АСНОМ, документација донесена на клучните заседанија, првите две заседанија на АСНОМ, до денешните документи, декларацијата за независност на Македонија, македонскиот устав и така натаму. При тоа, ние имаме 70 и чинам 9 години државност. Македонија не стана држава 91 година. Македонија е држава од 44 година. И ние ќе се свалиме државност во измена со тој устав од 44 година. А ние објавивме одцепување од една федерација. Но ние и претходно бевме самостојна држава. Само членка на федерација. Ние во идна ќе бидеме во ЕУ, ама ќе бидеме држава. Ние што ќе правиме? Ќе престанеме да славиме македонска државност, ќе влеземе во ЕУ. Што правиме ако заутре стане ЕУ федерација? И добие некаков си профедералистички устав. Значи, ние нема прекина македонската државност. Значи, ние ќе се славиме од 44-та државност, а тоа што ние се одвоивме на федерација и продолживме независно од неја, па затоа ќе влеземе може во сојуз, после ЕУ ќе се распадне еден ден. Еден ден и ЕУ ќе нема. Македонија ќе продолжи понатаму, самостојно можеби во сојуз со други држави. Добро, оваа држава постоела така што и тоа е ќе постои, да. Значи, во тој граѓански устав целосно се поклонуваме на државотворната борба и резултатот таа борба, епопејата и делото на македонскиот народ, че никој не беше македонски народ, но македонските граѓани, сите македонски граѓани, без разлика на етничка, верска, било каква друга политичка припадност, сите сме конституенти на македонската државност. На тој начин, добро, ова се деловите ми кажуваат од граѓанскиот устав. Да, никаква потреба нема да се вашата партија ме интересира фигурира во моментов на македонската политичка сцена, пред да одиме на реклами. Последно се појави една реклама, се извинувам со рекламите. Последно се појави една анкета на која за прв пат се појавивме со име презиме, викам јас, пошто сме со македонски концепт. МК се појави на таа анкета. Претходно секаде бевме во други. Имаше забрана да не пројавуваат посебно, но нашата факторизација е силна. Веќе ќе промовираме 5000 член. Ние сериозно си галопираме, си растиме како квасец. Ние сме задоволни од нашиот раст и развој. Не прифаќаме пари од ниедна структура, сами се финансираме, колку толку, 100 евра, доволно се да работиме честно, поштено, посветени национална кауза и на интересите на народот. И очекуваме таа поддршка јаните да расти. Јас знам дека имаме преголеми најави и преголеми идеи за премала партија. Тоа не е јасно, дека имаме диспозиција. Но наше е да се амбицираме и да понудиме решенија. Тука е нашиот прогресивизам. А дали граѓаните ќе го прифатат тоа? Ние често се откажуваме од идејата за граѓански устав, викаме нека го преземе тоа ВМРО, ДПМН, СДСМ, поголемите партии, тие нека го промовираат, ајде да тргнеме така кон Европа, нека не биде македонски концепт спомната воопште, само да дојдеме до некој решение. Че немаме таква суета и желба да бидеме собственици на идеите. Но имаме желба да се интегрираме во институциите и да бидеме дел од тие решенија. Благодарам, почитувани, одиме со реклами и за кратко се враќаме назад. Имаме уште многу прашања на кои што одговори ќе бараме од мојот вечерашен гостин Петар Богоевски. Останете тука. Гледате за или против. Добре дојдовте назад, почитувани. Председателот на политичката партија Македонски концепт Петар Богоевски вечерва гостин во ова интервју. До сега зборувавме за францускиот предлог, за протоколите, за Бујар Османи, за пораките, за
потегот со цртање на табла, имавте интересен коментар околу тоа. Сега ме интересира ваш коментар околу тоа што не очекува. Повеќе од јасно е дека ништо нема да се случи, барем според тоа што го кажуваат ВМРО ДПМН во собранието на 18 август. Од друга страна, премиерот Димитар Ковачевски преку едно интервју кое што излезе на МИА, на информативната агенција, вели дека очекува и се надева дека уставните измени ќе поминат. Тоа интервју никој не дознавме како го даде и прашуваме постојано новинарите каде е премиерот. Мислам дека во секоја една држава во светот има информација каде премиерот го поминува годишниот одмор, дали ќе оди, не прашуваме точно каде локацијски, меѓутоа заслужуваат граѓаните да знаат каде летува нашиот премиер. Ако се знае за сите останати. Меѓутоа одговор не добивме. Прашањето ми е на што го темели овој оптимизам? Ковачевски или е само некоја флускула која што изминатиот период ја кажува, а тие во позадина работат нешто друго, можеби? Ние како политичка партија Македонски концепт сме силно опозиционно определени. И многу сакаме ова влада да се замине. Дури повикуваме на радикализација. Доколку имавме ние доволно пари за сокчина и сендвичи, или доволно пари за автобуси и комбиња, и доволна поддршка од граѓаните, ние ќе ги блокиравме главните сообраќајници во државата и ќе баравме неодложно паѓање на владата. Без никакви преговори, оставка од владата. Во спротивно нема да ја деблокираме земјата. Би одели и на други порадикални сценарии. Оваа влада е елементарна непогода, напаст, Божја казна за Македонија и оваа влада мора биде унаказена. Не смее да му дозволиме на вакви бандити да се заминат само на избори. Овие мора да замина со народен бунт и револуција и овие мора да бидат унаказени после таа револуција. Добро, Богојевски, има ли расположение кај граѓаните за бунт? Некако Но за жал не ми изгледа така. Ние тука немаме доволно сила како партија тоа да го направиме. Помокните партии од нас молчат, ние колку имаме сила, толку правиме. Се плашам дека дел од сценариото кое се развива како понатаму, ќе навлеземе во една непријатна состојба за опозицијата, а тоа е ветото за уставни промени да биде злоупотребено за вето за промена на власта. И мислам дека Димитар Ковачевски токму на тоа работи. Сака да прикаже опозицијата дека со тоа што не е согласна за уставни промени, става вето на ЕУ, влез во ЕУ, антиевропска, проруски шпиони, ботови, чуда и такви приказни. А главен катализатор на проруско расположение во земја вели антиамеричко и антиевропско расположение кај граѓаните е токму Ковачевски и неговата неспособна власт. Но они се обидуваат тоа да го прикажат и да зачуваат меѓународна поддршка, но не само тоа. Сакаат кај разумните или оние по лајт варијанта на граѓани со сваќања, да предизвикаат чувство дека ние од опозицијата не сакаме напредок, не сакаме прогрес, а они сакаат напредок и прогрес, и на тој начин да го смалат влијанието на опозицијата и растот, да речеме, на македонски концепт кај тој тип на мислички граѓани, со цел да спречат паѓање на владата, осо да добијат каква таква расна со изјавата на Артан Груби некако се виде тоа, затоа што нели оставките кои што ги поднесоа нели наводните оставки, што донесоа, што покажа? Но не е доволно опозицијата, ама тоа е Монти Пајтон, тоа е Мапет Шоу. Артан Груби е за мене као добро, но вели еве ви ги оставките. Као Гица Прасица на Мапет Шоу, ли беше таа, ли беше главна лик? Да. Значи, еве ви ги оставките, вели Артан Груби и Бујар Османи и Не, да зборуваме гласајте за уставни измени и паѓа владата, ние се повлекуваме, дуи оди во опозиција. Јас сум политичар што напишал 2 докторати, имам завршено 7 академии на Конрад Аденауер, ми е срамота да дискутирам некој што е навијач. Он е навијач, влегол во политика.
Прв вице-премиер на државата. Значи, за жал. Прав и тоа. Што е исто смешно. Што е суштината? Да се вратам во сериозниот дел. Се плашам дека не е доволно само да се каже ние сме против уставни промени. Тоа е погрешна порака кон граѓаните. Мислам дека треба не само да се аргументира, туку треба опозицијата, посебно ВМРО ДПМН, да влезе активно во процесот на промоција на решение, поинакво решение од францускиот предлог. Ние понудивме решение, ВМРО ДПМН може да го прифати, да не поддржи, може да направиме една широка опозициона платформа на која ќе се Има расположение кај вас. Секако дека ќе го рахови тоа ВМРО ДПМН како носечки фактор во опозицијата и незината коалиција. Но не мора да бидат сите коалиции. Може да имаме широка опозициона платформа околу национални клучни елементи и да се појавиме со едно бројче на избирачко ливче. Но да еден од тие клучни елементи да биде граѓанскиот устав и решението кое го нудиме, кое секако ќе го модифицира ВМРО ДПМН и други партии, има експерти по уставно право, ќе го модифицираат секако, не мора биде нашето 100% да сме во право, пазите, не зборам со суета, зборам најотворено, но битно е опозицијата да влезе проактивно во процесот и да сватат албанците дека мора да стават рамо, мораме да ја понесеме заеднички и македонците, и албанците, и останатите етнички заедници товарот за влез во Европската унија. Братски, заедно. Не може само ние македонците да ја плаќаме сметката, а некој да ужива на наша сметка. Таа работа не ја бива. Сите со граѓанскиот устав ќе изгубиме помалку од етничноста. Ќе го триме на страна балансерот, бадентерот, такви некои глупости што ги нема никаде. Самата Европска унија во последниот извештај, објавувајќи го кластерот 1 за почеток на преговори со Македонија, го кажува тоа. Балансерот е неодржливо решение во Европска унија. Тоа прави катастрофа на македонската администрација и функционалноста на македонскиот систем. Значи, и ЕУ бара да го трнеме. Значи, тука имаме усогласен став со ЕУ, македонски концепт ЕУ. Балансерот да се трне. Чинам дека и ВМРО ДПМН да изјави, и други партии имаат често дадено изјави дека тоа треба да се трне. Значи, сите ќе изгубиме малку од етничноста, но ќе добиеме Македонија на државност. Ќе направиме консензус, настрана од овие несреќите, од овие измеќарите, СДСМ измеќарска, албанците ќе поддржат едно такво квалитетно решение на граѓански устав, ние ќе ја преземеме палката за преговори со Европската унија, сериозно да влеземе достоинствено во ЕУ, а овие измеќарите само ќе ги принудиме, само ќе им го наметниме решението, они се онака измеќари, нема кај да одат, ќе им го наметниме решението, а после почетна преговорите со ЕУ и промена на власта, СДСМ измеќарска, ќе ја укинеме како злосторничко здружение, како антидржавен елемент во земјава. Тоа не сме да постои после овие 7 години власт на СДСМ. Тоа не сме да постои во ЕУ. Они ќе ни го расипат и патот кон ЕУ. Они ќе напад нови проблеми во преговорите со Европска унија. Они се диво месо во македонското ткиво. И тоа мора да биде откинато и да боли малку и да биде тешко, тоа треба да се заврши таа операција. Политичарски имате право да го говорите ова, меѓутоа не знам колку ќе биде, колку може да се случи и да биде реалност, ако македонските граѓани ни дадат, ако македонските граѓани ни дадат сериозна поддршка на македонски концепт и влез во парламент, ако имаме сила во парламентот и влијание врз идната влада, ние ова ќе го спроведеме. Имаме и кадри во партијата кои ова ќе го спроведат. И никако нема да му опростиме на СДСМ измеќарска. Премиерот последен пат го видовме во обраќање за Илинден. А во СДСМ, извинете, да се дополнам, има прекрасни луѓе, патриоти луѓе, си ја сакаат државата, има луѓе кои ја граделе оваа држава, кои били на позиции во оваа држава, сите нив ги повикуваме се вклучат во македонски концепт. Значи, има еснаф луѓе, има честни луѓе. Не се сите измеќари како врхушката таму што инсталираше Заев и за ековизмот. Значи, ние ги повикуваме сите достоинствени членови на СДСМ, своји на своето, а си дојдат во македонски концепт. Ние сме граѓанска партија, ние сме отворена партија за сите, и етнички и политички. Но рековте дека сте патриотска, така? Прогресивен патриотизам е нашата официјална идеологија, согласно нашата доктрина. Го има на интернет, може да прочитаат граѓаните. Но се она што е заевизам, тоа измеќарлукот, тоа све ќе се поништи.
Го слушнавме говорот на премиерот Димитар Ковачевски за прв пат годинава на 2 август Илинден се појави на Калето во едно одбрано друштво со многу малку посетители, а обични граѓани немаше воопшто. И тој, и председателот на државата и председателот на собранието во своите говори некако како да сакаа да ги протнат уставните измени, дека тоа ни е единствениот пат кон Европската унија и некако во подзавиена форма му стави еден пепел на празникот, како да речам, со својот говор. Дали требаше воопшто да се спомнуваат уставните измени и иднината на оваа држава и каков Илинден вие видовте годинава, какви пораки вие видовте од политичарите? Дали го забележавте ова? 120 години јубилеј од најголемата епопеја на македонскиот народ, Илинденската, беше најнедостоинствено одбележена. Со срамни пораки на политичарите, со дневна политичка тематика, Так. со партиски пораки, не државнички. Мечкин камен беше понижен, таму Орон и вие, внуците на албанскиот Бешибузук, кој ги убивал дејците на организацијата, македонските востаници, четата на Питугули, е убиена од албански Бешибузук. Многу малку во тие акции учествувала во околината официјален турски аскер. Тава Џафери и МВР го претворија Крушево во УЧК тврдина, со хеликоптери го обезбедуваа, со хермелини, народот го истуркаа во шумата на 200 метра настрана од трасата на движење на политичарите. Јас се движев по таа траса, ми беше непријатно се движам далеку на 200 метра од моите граѓани. Срамота е за мене како политичар тоа да го правам. Крушево беше целосно понижено и епопејата и споменот за Илинден. Граѓанскиот идеал на Крушевската република, Крушевски манифест беше понижен од Тајо Џафери, кој е против граѓански устав, кој стави вето на носење, пошто ние поднесовме барање за референдум за граѓански устав. Тајо ни стави вето на тоа барање и го уништи. Со злоупотреба на службена положба и овластување зашто доби и кривична пријава. Човек што е против граѓанска Македонија, ние го качуваме на Мечкин камен. Нема место за таков човек на Мечкин камен во Крушево. Крушево е идеалот на граѓанската држава, на републиката за сите. Што бара таков као Тајо таму, не ми е јасно. Овдека во Скопје, Таче, сите влади пред паѓање обично се затвараа така. Се сеќавам едно време Љупче Ѓурѓиевски правеше на таква прослава од Калето, сам зборуваше, беше празно, немаше ни тројца луѓе. Сега Таче прави настан на Кале сам со водата, може да си направат в кафана некаде. Може би сакаше да прати некоја порака со терминот Кале. И гледам дека премиерот Ковачевски многу често го злоупотребува пријателството на САД кон Македонија и Калето како термин, како синоним за американската амбасада. Видете, не Кале, 30 свети калиња на Таче из Меќарски не му помагаат. Јас го знам Калето и озгора и напреку и во ширина и во длабина. Америка гради државни односи со Македонија. Американското партнерство, стратешко партнерство е со Македонија, не е со Таче, не е со Петар, не е со Зајко, не е со Никола Груевски во времето или Љупчо Ѓурѓиевски или Бранко Цренковски или кој беа таму премиери, не знам, Хари Косов со Бучко. Америка го поддржува македонскиот суверенитет, не Димитар Ковачевски Таче. Злоупотребата за дневни политички шеми, тоа е стара навика поведение на Дуи, кај албанците, мислејќи ќе му пали тоа на Таче кај македонците. Не. Таче ја злоупотребува средбите, што ги има по протокол нормално премиерот со амбасадата америчка, и американската наклонетост и пријателство за политички и лични цели. Со тоа, тој продуцира непријатни односи и антагонизми на македонските граѓани,
кои не го поддржуваат Таче, да чувствуваат непријатни емоции и кон Американската амбасада, односно Соединетите Американски држави како држава. На тој начин Таче, злоупотребувајќи ги односите со Калето, тој шири непријателство меѓу македонските граѓани, особено меѓу етничките македонци, но и другите етнички заедници, против САД, НАТО и Европската Унија. Со тоа Таче станува главен промотор, катализатор, поддржувач, подпалувач на руско влијание во Македонија. Нема во моментов поголем руски бот од владата на Димитар Ковачевски Таче. Кога ќе го сватат ова, не само странските партнери, и сите во Македонија, ќе престане антагонизмот. Сакам да апелирам до моите македонци, да престанат да веруваат во приказните. Америка ги поддржува албанците, Америка го ги поддржува Таче, значи е непријател на македонците и на македонската кауза. Не е точно. Америка ја поддржува македонската кауза. Македонска држава на македонците. Од таму доаѓа, од западот е таа максима, од Лондон дојде таа максима на времето. Вудро Вилсон ја кажа таа максима, амерички претседател, не ја кажа руски претседател. Значи Америка, не ја гледајте никако албанска, никако Тачева, никако Зајкова. Америка си е Америка и се бори за американските интереси. А сака да има добри односи со Македонија и македонците и да успее македонската државност. Исто и Русија си има своји руски интереси. Тие големи држави си имаат нивни интереси. Ние се гледаме македонската черга, македонскиот национален интерес. Но такви злоупотреби како Таче, за време на Илинден, со знамињата на западните земји, пресед на НАТО и на САД, ќе му се ударат од глава на Таче. Добро, да преминеме и на други теми. Денеска се навршува 22 години од Карпалак. Прилеп се сеќава на 10 загинати воени резервисти во конфликтот во 2001 година. Јас сакав да го споменам ова и да кажам слава им. Според Сдруженијето Карпалак, политичкиот систем никогаш нема да ги реши отворените прашања за бранителите кои загинаа и за оние кои го преживеа војниот конфликт во 2001 година. Зборуваме за 2001 година. 22 години се поминати од тогаш. Оваа држава мислам дека никогаш не се постави како што треба кон тие бранители. Не мора да давате никаков коментар. Јас чисто ради овој ден сакав да го споменеме. Јас доаѓам кај да вас. го споменеме овој настан. Доаѓам тука оваа трагедија. Баш после Карпалак. Денеска бевме на местото, покојавме свечот свеќе. Не го користам терминот слава им, пошто малку ми е атеистички, морам да признам. Го користам терминот Бог да ги прости или рајски порти за мачениците на нацијата. Сознанијата за Карпалак се потешки и потешки како поминува времето. Имаме сознанија дека претседателот Борис Трајковски 3 дена пред масакрот подпишал наредба како врховен командант на армијата и вооружените сили да се обезбеди трасата Скопје-Тетово, бидејќи има најава за терористички напад врз автопатот. И дека тогашниот врв на Министерството за одбрана, тогашниот министер за одбрана, Владо Бучковски, не ја спроведиле таа наредба на врховниот командант, пошто се случува масакрот. Морам да им ветам на македонските граѓани, пред на бранителите, дека доколку македонски концепт добие шанса да раководи институции во земјава и да има влијание, ние ќе го отвориме тој предмет и ќе констатираме фактичка состојба. Доколку тоа го констатираме дека е вистина, зашто во изворите не се сомнам што се станува збор за генералскиот состав на армијата од тоа време, врвните луѓе на одбраната на Македонија од тоа време. Ако тоа го констатираме официјално, ќе има драконски, сатрапски казни за предавниците на македонската кауза од 2001 година. Имаме уште некој, да проверам, 5 до 6 минути, а сакам да ви поставам уште 2 прашања. Сепак сте претседател на политичка партија, ме интересира вашето мислење, а вчера и така имаше силни реакции, вознемиреност кај граѓаните. Апелација му ја намали затворската казна од 18 на 8 години на пијаниот возач кој усмрти дете на пешачки во Велес, ја повреди неговата мајка и побегна од местото на настанот. Навистина имаше сериозни коментари и осуди во јавноста. Еден е коментарот. Ние немаме судски систем во земјата. Тој е уништен целосно.
Не немаме правосуден систем, мораме да го градиме од почеток. Имаме Добро, идеја... апелација вели дека не се земале во предвид сите настани, дека станува збор за млад човек кој што не бил женет, кој што се покајал за тоа што го направил и кој што забележал дека не може да побегне, да помогне, па затоа побегнал од местото на трагедијата. Станува збор за кадри од балансерот, неписмени кадри од мала речица со упатница станати суди, нема врската. Судскиот систем е целосно дерогиран, не постои, тоа е деградиран комплетно. Меѓутоа постојано, па посебно во текот на ова лето постојано се разочарувавме од судскиот систем. Со вакви примери и ни за други. Единствен начин за рестарт на судскиот систем според македонски концепт е судиите да ги избираат граѓаните. Како во Америка. Тоа е примерот од нашиот стратешки партнер САД. Немаме друго чаре. Се е друго корумпирано, очигледно не можеш да оставиш на доверба и имаме еден антикорупцијски пакет со две влади, извршна и корективна, односно контролирачка влада, тоа во некоја друга прилика се надевам, но во дел на судскиот систем избор на судиите од граѓаните. Добро, малку за економија. Во јули минималната синдикална кошничка изнесувала 48.620 денари. 460 се покачило претходниот месец. Да, владата вчера, односно Битичи имаше Facebook статус на кој што напиша дека да, инфлацијата може би споро, меѓутоа се намалува и дека се на вистинскиот пат. Како да ја зауздаат економијата, меѓутоа граѓаните тоа не го чувствуваат, барем од анкетите што ние ги правиме и прилозите што ги работиме, тоа го гледаме и го гледаме сите надвор кога ќе излеземе. Македонија Како се живее во Македонија ме интересира. Имаат ли граѓаните време на летни одмори? Не, друго е поентата. Македонија е една од земјите со највисока инфлација во Европа. Така е, да. И тоа не е увезена. Се покаже со тоа дека сите земји околу нас дојдоа до ниски инфлации, стапки, инфлаторни стапки, а во Македонија останат двоцифрена. Тоа значи дека не бе увезена. Тука е внатрешна кризата. Граѓаните ни живеат во страшна сиромаштија и беда. Имаме некоја елита, точно од 10.000 луѓе, може јас спаѓам во некоја класа на луѓе што може се дозволиме 1, 2 и 3 одмори годишно. И зимување, и летување, и се. Ама тоа не значи дека треба да бидам слеп за моите сограѓани и да не гледам како живеат. Како да преживее еден пензионер со 12.000 пензија, а кошничката само за 24.000 денари е за поединец. Некој семејство го на половина. Да. Ако земеме дека просечната плата е најниската плата е 20.150 денари, тоа значи дека ниту двајца вработени во едно семејство не може да задоволат основната кошничка за преживување, не за живење, за преживување. А како пензионери со 12.000 денари? Па они немаат ниту половина од тоа. Па затоа и пензионерите излегоа на протести, не знам, верувам дека следите дека пензионерите се како партија им дадовме поддршка уште истиот ден и промовиравме најниска пензија во земјата, проект на македонски концепт, врзување на, значи имаме пензионерски концепт од 3 мерки. Првата мерка е врзување на најниската пензија со најниската плата, што значи дека најниската пензија мора да биде над 20.000 денари во моментов. Второто е бесплатен задолжителен лекарски преглед во домот на пензионерот, веќе многумина пензионери касно доаѓаат на лекар и имаат после тоа страшни проблеми, а со тоа здравствениот систем страшно се оптеретува со ненавреме лекувани граѓани. Значи ќе заштедиме милиони во здравствениот систем со многу помалку пари кои ќе коштаат задолжителни еднаш годишно домашни прегледи на пензионерите. И третото е врзување на растот на пензиите за потрошувачката кошница. Како расте таа, така ќе растат пензиите на сите пензионери, особено на онаа категорија која е најниска и која е најзагрозена. Ја не верувам дека особено, јас знам дека и 66.000 денари е мала пензија, 60.000 денари како максимално, колку е таму, верувам дека потребни се и 100.000, но многу е покомотен оној пензионер со 60.000, него оној со 12.000. И тој пазаруваат во исто гранапче. И цените се двајцата исти. И редно е да поведеме грижа
за оваа најзаразената категорија и да ја намалиме директно сиромаштијата во земјата со ваков пристап. Тука е крајот на оваа емисија. Богоевски, ви благодарам за вечерашното гостување во За или против на телевизија. Благодарам на покана. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму на оваа фреквенција. Од мене пријатно.